за црвена линија наменета за целата публика. Тоа значи дека сакам да ве има во поголем број и што е можно повеќе да го завртите телефонскиот број 0230766777. А еве и зошто. Опозицијата објави дека премиерот Ковачевски бил трајно неспособен за служење на воен рок во 2001 година. Спротивно на Законот за заштита на лични податоци, Скопје беше облепено со билборди со ликот на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Мицковски со политички пораки, без да биде назначен нарачателот, што е спротивно на Законот за политичко рекламирање. Црвена линија прашува, може ли политичката борба да се спушти на уште пониско ниво? Секако за оние кои што не следат на Инстаграм, направете го тоа веднаш, а ќе ви откријам и зошто. Објавено е нашето денешно анкетно прашање, кое што гласи дали обвинителството треба да почне да се ја врши својата работа, а вие треба да одговарате со да или не. Ке ве подсетам, резултатите ќе бидат објавени таму некаде веднаш по рекламите. А сега е време да започнеме дискусијата со вас. До црвена линија ве дели само нашиот добро познат телефонски број, а тоа е 0230766777. Меѓу другото, првиот кој што ќе се вклучи и секој нареден во црвена линија, ќе побараме веднаш да ни одговори на денешното прашање, кое што гласи: имаат ли политичките партии влијание врз гласачите со вакви соопштенија? Колку влијаат врз нас како гласачко тело? Тоа е она што сакаме денес да го дискутираме со вас, а она што е најважно, веќе го имаме и првиот гледач во црвена линија. Добар ден. Да, добар ден. Секој добро? Поздрав до вас и до телевизија Тела. Прво прашање до вас, имаат ли политичките партии влијание врз гласачите со вакви соопштенија? Имат. Добро, зошто е тоа така според вас? Да, имат. Искрено да ви кажам, ова прашање, пошто јас сум работел во Министерство за вътрешни работи 30 години, ова што го изјавил господинот Драган, пуковникот од ВМРО-ДПМНЕ, тоа е кривично дело, злоупотреба на службени податоци. Прво, не сме и никој таков податок да даде од секретаријатот за народна одбрана или од Министерството за народна одбрана. Тоа е недопустливо. Тука треба подхитно да се уклучи јавното виделство и да го земи Драган Ковачки на одговорност. Затоа што тој е висок чин во армија, пуковник, знае што е службена тајна. Никој податок не сме да се изфрла од картотеката кој што се наоѓа во Министерството за одбрана или во секторот за народна одбрана, било во Куманово, било во Штип, било во Битола. Јас општо зборувам. Ова е тешко кривично дело, издавање на воена службена тајна. Никој не е во Македонија должен да му кажува на Ковачки дали ќе во војска или нема во војска. Ама на крај господинот завршил војна академија, таа е на голема висока школа, не му дала за право да си подигрува со луѓето во Република Македонија. Ви благодарам многу. И јас ви благодарам што го пробивте пред се мразот за денес во црвена линија. Подсетувам дека на 0230766777 денес зборуваме на следната тема. Опозицијата објави дека премиерот Ковачевски бил трајно неспособен за служење на воен рок во 2001 година, што е спротивно на Законот за заштита на лични податоци. Скопје пак беше облепено со билборди со ликот на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Мицковски со политички пораки, без да биде назначен нарачателот, што е спротивно на Законот за политичко рекламирање. Сега да видиме каков одговор ќе ни даде следниот гледач на прашањето: имаат ли политичките партии влијание врз гласачите со вакви соопштенија? Добар ден. Дали се слушаме црвена линија? Добар ден. Добар ден, намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка, подобро ќе се слушнеме. Ало? Јас ве слушам, вие сте во црвена линија. Да. Ме слушате ли? Добро ли е? Малку слабо ве слушам, ако може погласно од ваша страна. Еве, дали може, прво прашање, може ли политичката борба да се спушти на пониско ниво? И второ што прашува црвена линија, имаат ли политичките партии влијание со вакви соопштенија врз гласачите? Про политичките партии сметам дека немат големо влијание, се уште има, да не кажам, луѓе кои
можат да ги водат, и тоа за другото прашање. Па толку ли може да паднат ниско, значи немат ни част, ни чест, немат, не знам, овие политичари се загубени, божески живеат некаде во свемирот, значи тие немат ли семејства, немат ли деца, немат ли фамилија, па такви лични и значи што е и со закон забрането да се пласира. Тоа е, значи кога отидеш на лекар, значи треба да без разлика кој си, како си и шо си, значи кажуваш најинтимните работи, посебно кога станува збор за некаква си болест, значи луѓето од политиката веќе толку се мизерни, па немам во моја речи толку грди зборови за да ги навредам, а би сакал да ги навредам, пошто немојте да го сторите тоа токму поради црвена линија. Телевизиите не треба тоа да го пласирате, бе. Тоа е срамота за еден професор, па каков професор е тој, бе? Како можат тие луѓе да не водат, бе? Тоа се некои, не знам, луѓе со... Ево, одговорете ни на анкетното прашање, дали обвинителството треба да почне да се работи својата работа, да или не? Абе, обвинителството отхитно треба до вечер, още истиот ден, да ги собере сите, да ги затворе во затвор. Благодарам многу, останете со црвена линија, цениме тоа што се вклучивте и нормално го кажавте вашиот став. Ке подсетам дека и на социјалните мрежи не има Facebook црвена линија, нашата тема исто така се објавува и на профилот на Facebook на телевизија Телма. Не заборавајте задолжително да не заследите и на Инстаграм со цел да гласате на денешното анкетно прашање, кое што е дали обвинителството треба да почне да се работи работата, а сега ќе слушнеме што ќе ни каже и следниот гледач на прашањето имаат ли политичките партии влијание со вакви соопштенија врз гласачите. Добар ден. Здраво. Здраво вам, одлично се слушаме, па еве, имаат ли влијание политичките партии? Какви обвинителства, какви бакрачи, што е тоа? Ја не знам што е тоа. Постои такво нешто у држава? Ја може да ги наречам криминални здруженија, инаку обвинителства ни немако. Значи, тоа се само урота, собрани таму една група на као такозвани обвинители и само да му ја цитаат крвта на обичниот човек, на обичниот граѓанин, инаку друго ништо не ги била. Идемо дале, за дали овие билбордиве што го ставиле Мицко тамо, па и овие па што излегува другите, па на Мицко бандата, што излегува со проглас дека овој бил неспособњакович и тие работи, тоа се, знаеш, мислам, да барем да имаат некој основ нешто, толку се избрукаа едните и другите и третите таму, кои не, па уште да делуваат на мене позитивно, па уште да ги бирам, да ги гласам. Може да ги гласам ако треба да идат на некој брод, да речеме како летечкиот Холандјан или Титаник, такви работи, може, за таму би ги гласал. Што беше уште едно, имаше таму трето, што беше? Па еве, дали може политичката борба да се спушти на уште пониско ниво? Случај, немој да бидеш изненадена и такви работи, ако дознаеш. Нема да ќе ме изненади ако нешто видам позитивно од нив. Инаку минус до минус од нив стално, па тоа е више како да доручкуеш, ручаш, вечераш. Благодарам многу што се вклучивте и искористивте можноста да кажете ваш став во 90 секунди. Ве молам, внимавајте на тајмерот, бидејќи автоматски се исклучува, затоа и го објавуваме јавно, за да можете да се го мерите времето на излагање. Одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден. Убаво ве слушам, секое добро ви посакувам. Па еве, првото прашање за вас, имаат ли политичките партии со вакви соопштенија влијание врз гласачите? Не. Јас мислам дека немаат никакво. Затоа што луѓето се определени, не се луѓето 90-тите години кога поинаку го гледаат плурализмот. Сега више знаат што се случува во државата и билбордите не многу влијаат кај можда еден многу мал процент. Меѓутоа би дискутирал нешто поинаку. Прво, неубаво сакам да го спомнам првиот гледач кој што
нема потреба да кажува и да брани некои тези, затоа што во секоја демократска држава, кога премиерот ќе се најде во ваква ситуација како што е сега, затоа што не отслужил војска, а не отслужил војска затоа што ја избегнувал, поднесува оставка. За да мојот коментар биде по-реален, јас сум социјалдемократ по убедување. Треба одма да си поднесе оставка, одма треба да си поднесе оставка премиерот и да се најде друг човек кој што ќе ја води партијата. Недопустливо е да се случуваат такви работи. Во било која држава во светот, тој одма би поднал оставка. Многу кратко ви е времето за коментар, мада имам многу повеќе да кажам. Секако, ако имате повеќе, прво ќе ви се заблагодарам и за тоа што се вклучивте пред се во црвена линија. И обидете се уште еднаш. Одлучивме да секогаш да бидат 90 секунди со цел да можеме да вклучиме повеќе гледачи, бидејќи заинтересираноста е огромна. Одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден од црвена линија. Добар ден. Јас ќе се обидам уште еднаш, бидејќи имам чувство дека имаме некого на линија, не сакам гледачите да останат нели во чекање. Добар ден. Добро. Ако ве има, знаете која е процедурата. Прво намалете го тонот на ТВ приемникот задолжително и тоа на 0 со цел да зборуваме онака телефонски преку слушалка и се разбира, внимавајте на тајмерот кој што ќе очекува 90 секунди. Кога сме кај социјалните мрежи, одиме на нашата профилна страница, тоа е црвена линија, задолжително заследете го нашиот профил. Лајкнете, шернете и коментирате. Тоа веќе го направи и Винг Бачун, кој што под 1 еве ќе направи едно набројување во коментарот. Сега ќе можете да видите како изгледа неговиот коментар на нашата тема. Значи, Винг Бачун вели: лекарски документ е тајна меѓу лекари и пациенти и така треба да остане. Не треба да не интересира. По 2. За откривање на ваков документ треба да одговара тој што го објавил и дали имало злоупотреба од страна на премиер за сопствени цели, треба да превземе одговорност. И по 3, судството ни е рак-рана. Метастазирал до тој степен што му нема лек, потребен е голем рез. Она што е потребно е да го слушнеме и новото мислење на нашиот нов гледач, доколку го имаме на линија. Меѓу другото, добар ден. Ало? Добар ден, секој добро од црвена линија ви посакувам. Црвена линија сме. Да. Прашање до вас, имаат ли политичките партии со вакви соопштенија влијание врз гласачите? Абе, видите се има. Тие што верува има, тие што не верува нема. Секој свесен граѓанин во Република Северна Македонија знае што е правилно, знае што не е правилно. Али вакви истапи да се јавува, стварно е абсурдно, ниско. Дали бил способен за војска или не е премиерот, а ние ќе речеме, тоа е нешто незамислено. Иначе секој не има мана, може војска уште тоа е нешто не би привремено, тоа врска нема со неговата активност, со неговото здравје сега моментално или со неговата работа што е поседува да сиде за нас граѓаните. И се некој тие овие бара, како ти кажам, јајце, вакно во јајцето, за да можат да на сенсо мана само да осрнат нешто, а тоа е најголемата нискост, а не да се земат една озбилна работа, да помага во општеството со своји програми, со своји идеи, да можат, кој ќе дојат на власт во иднината, секако ќе има промени, ако не е после 4, 5, 6, 7 години, ќе има промени во општеството, човај, негова држава да иде уште подобро. Со вакви истапи јас чудам, за мене тоа е абсурд и нешто неосмислено. Така, благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Во меѓувреме очекуваме ново јавување на 0230766777. Ми јавуваат од режија дека имаме гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Црвена линија. Добар ден, се слушаме? Да, одлично се слушаме. Драго ми е што се вклучувате во црвена линија. Ковачевски, уште ние не знаеме што диагноза прво има.
Имат ли влијание ваквите соопштенија од политичарите кон гласачите? Дали се слушаме? Па ја мислам за некого има, за некого нема. Например, мене не може ништо да ми делува како да размислувам. Така да секој со свој, а дека има, има. Пуно луѓе не можеш да им објасниш, едноставно тоа што го гледа, мисли дека они се во ред и треба. Така да тука е двостранно и има и нема. Мене не може никој да ме убеди моето мислење. Друго за Ковачевски не го знаеме уште што е диагнозата. Меѓутоа и ова билборди, ставање, правење, ова е катастрофа. Тоа не да е ниско, ни ова не личат на политичари. Ако си политичар, треба да си дипломата. Политичарот е дипломата. Меѓутоа, ова кај нас сега нема таков човек, не знам, немам време да најдам. Меѓутоа, да ви кажам, иначе ова е, не знам, како од улица собрани сите и дета на кој се караат, истото ова кај нас е направено. Кој што сака прави, кој што сака се понаша, какво понашање беше градоначалничка застанала, со руки не се заканува, прави, мислиш дека готово она е, дека све и свашта, а не дека е избрана од народот. Меѓутоа тоа понашање е такво затоа што не испорачуваат тоа што го кажуваат. Ете затоа се такви. Ти ако го направиш тоа, го испорачаш тоа што си го кажал, ќе бидеш мирен и спокоен и ништо не може. Благодарам многу. Продолжете секако мирно и спокојно да не следите до крајот на ова издание, бидејќи ќе имаме многу нови гледачи и се разбира многу други мислења и ставови и секако ќе ве потсетам по кој знае кој пат, внимавајте на тајмерот. Малку сега ќе се префрлиме и на Твитер заедницата, да не биде дека сме ги заборавиле. По последните настани се разбира и Твитер заедницата коментираше многу, па ќе почнеме со твитот на Тони Димитров кој што вели: председник на собрание дезертер, председник на влада црна тачка, председник психо, Боже ми опрости. Одиме со бегај да бегам. Вели, им објаснили некој на ВМРО-ните што значи дезертер. 8 профил, вели, дезертер е Грујо, пошто избегај ве остај со Мицко, а Тача е неспособен за служба, направете разлика бе ВМРО-вци. Нервозната одговара: Заев дезертер, Тача дезертер, Таљо дезертер, толку е твитот. Толку сега засеги од Твитер заедницата, време е за вклучување на нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добро ве слушам, секој добро ви посакуваме. Еве коментар, сметате ли дека политичките партии со вакви соопштенија влијаат врз гласачите? Дали се слушаме? Се слушаме, да? Да. Еве, црвена линија ве прашува, најнапред, имаат ли политичките партии влијание со вакви соопштенија врз гласачите? Па немаат влијание политичките партии. Народов сега преокупиран со економијата и немаме пишани медиуми кај што ќе има жолти страници, па го искористуваат ова, плаќаат на билборди уместо да се помогне на некое дете или нешто. А иначе немаат влијание, секој си знае за кого ќе гласи и се надевам дека наредните избори ќе им пропаднат, веќе народов е толку разочаран, што не верувам дека некој уопште и за вакви политичари би излегол више да гласа. Се знае дека секој партиски што трчал веќе е изигран и нема некој влијание така. А еве, може ли политичката борба да се спушти на уште пониско ниво? Што мислите? Па може уште, ако почнат папараци да ги следат каде секаде по рестораниве седат, по хотеливе, со кого седат, дали приватно со кого се дружат, тамо се карат, приватно се дружат и така. Може да се и тоа и такви слики по билбордите да почнеме да гледаме. И еве, за крај ќе искористам можноста да ве прашам да дадете одговори на нашата денешна анкета, дали обвинителството треба да почне да работи својата работа? Па обвинителството повеќе со обичниот народ се занимава. Ни еден политичар до сега, нити еден директор, нити министер не видов необвинет, затворен, сите купуваат станови по други градови. Благодарам многу, цениме тоа што и вие искористивте можноста да го кажете вашиот став во црвена линија во своите 90 секунди. Ајде сега да одиме повторно малку кај Твитер заедницата, да погледнете уште еден твит.
Јакимовски, ако е Ковачевски неспособен за војска, Мицковски е неспособен за политика. Одиме и со Логичен, кој што вели ова скандалов со Ковачевски си го направија ВМРО за да има што да зборат по штабови и на интернет. Никој друг не се замара. Црногорец реплицира, вели не е баш така, сега цел медиумски фокус е за здравствениот картон на Ковачевски. Никој не збори за судирот Арсовска-Мицковски и за рацете во мет на Шпицниот. Ние сега го сакаме да слушаме што ќе ни каже и новиот гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме црвена линија? Верувам дека е намален веднаш тонот на ТВ приемникот, тоа е нешто што задолжително треба да го направите, подобро да се слушнеме и се разбира да зборуваме преку слушалка едни со други. Добар ден. Добро, во меѓувреме ќе ве потсетам дека секако треба да не заследите и telma.com.mk да ја посетите како веб страна. Добро, добар ден. Ало? Конечно се слушаме. Добар ден. Ало, добар ден, дали ме слушате? Да, одлично ве слушам, црвена линија, па и ве влијат ли политичарите? Ако ме слушате, меѓутоа техниката нека ја прилагоди врската да може и ние да ве слушаме вас. Вие нас може би не слушате, а ние вас ич не ве слушаме. Ајде сега да почнеме за да не каснам пак. Прво беше прашање за да одговориме дали имат ли политичките партии со вакви соопштенија влијание врз гласачите? Па треба да си ја почнат забота, пошто ако не си ја почнат ќе биде лошо и за Македонија, и за народ, и за школството, и за се. А партиите повеќе, право да ви кажам, се срамам што има македонски партии во Македонија, а се кажуваат македонски, а се штетнички, пошто овие две само се вреѓаат, караат, оставаат третите да плачкат Македонија. А овие замајани од вреѓање едни на други, дали со лепење билборди, дали со кажување по телевизии, емисии, дали со не знам како, не бараат начин со настапи на ова, како го вика, пресови. Само се напаѓаат. Срамота е ова државни партии да се кажуваат дека се мора да државата да се напаѓаат. Ја не знам дали за Мицко е лепено или за некој друг е лепено билборди, пошто јас сум од Скопје далеко 120 километри. Благодарам и вам. Истекоа 90 секунди, но тоа не значи дека не можете повторно да искористите можноста и доколку има простор да се вклучите повторно во ова издание, па да прозборуваме со вас и уште 90 секунди. Тоа оставам на вас, како ќе одлучите, драги мои. А сега уште еднаш ќе ве потсетам, кликнете telma.com.mk. Ова е вест објавена на 19.9. ВМРО ДПМН објави документ за Ковачевски. Многу повеќе може да прочитате, се разбира, доколку кликнете на telma.com.mk. Меѓу друго, ќе ве потсетам да продолжите, се разбира, да не следите и на социјалните мрежи, да коментирате таму, да лајкнувате, меѓу другото на Инстаграм. Топло препорачуваме денес, сакаме да го слушнеме од вашиот одговор, вашиот глас на нашето анкетно денешно прашање, кое што гласи дали обвинителството треба да почне да си ја работи работата. Добар ден за новиот гледач. Така е, телефонот звони. Добар ден од црвена линија. Ја слушаме вас кој од жабата, треба да го слушаме гледачот. Добар ден. Дали го имаме гледачот? Добро, да не биде дека јас зборувам сама со себе. Шегобици секогаш имало и ке има, но денешната тема апсолутно не е шега, бидејќи оно што ве прашуваме, може ли ваквата политичка борба да се спушти на пониско ниво, тоа е едно прашање. Дали воопшто сметате дека политичките партии со вакви соопштенија и се разбира со вакви препирки може да влијаат врз нас гласачите? Одеме сега на Твитер заедницата. Ѓумбир вели трајно неспособен и некадерен човек е Мицковски. ВМРО ДПМН заслужува достоинствен и чесен човек, првенствено после
лидер. Дно дна срамота. А ова е твит на коментарот, односно на веста, ВМРО ДПМН открива Ковачевски дезертирал од АРМ како трајно неспособен. Бабарук вели, спротивно на законот беше и промена на софтвер за лични податоци без изгласан закон. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, црвена линија. И јас ќе се обидам уште еднаш да речам добар ден, вие сте во црвена линија и се надевам дека добро се слушаме и намален е тонот на ТВ приемникот. Знам дека се повторува многу пати, но тоа е единствениот рецепт за добро да се слушнеме. Да. Еве го, да, добар ден, црвена линија. Се слушаме ли? Да. Одлично. Прво прашање до вас, имат ли политичките партии со вакви соопштенија влијание врз нас, гласачите? Врз политичарите? Политичарите со вакви соопштенија, дали имаат влијание врз гласачите? Види, Злато, бабичка Ич нема ни гајле за политичарите. Кога политичарите не водат за нас ред, ја парализирана жена, 70 години, во што живеам, нека дојде, нека види ако е толку паметен. А одам да гласам. Зашто одам да гласам? За кого? За кого гласам? За вас, вие сте супер. Вие сте супер. За вас сум многу благодарна. И нарочито како водителка. Благодарам. И порано ве пратев. И сега фала што ми укусите. Ниеден не е дојден да види зато во што живеам. Попала ми дојде никој, јас сум од Тетово живеам. Никој не е дојде да ме види, прво парализирана, без деца, без фамилија. Како пусто. Нити наша општина, нити Скопје. И политичари, па премиер, ма не ми треба. Знам ја што треба, само немам нози. Немам, но јас сум од нивниот крај, од таму, ке политичарите што се многу, што се знаени. Да, толку злато имам ја да каже баба. Благодарам многу секако за тоа што се вклучите прво во црвена линија, а топло препорачувам да не следите и докрај да останете со Тилма и црвена линија. Од режија ми јавува дека имаме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Одлично, еве од прва се слушаме и имаат ли Дали ме слушате добро? Јас ве слушам одлично. Имаат ли политичките партии со своите соопштенија влијание врз гласачите? Во врска со претходното прашање. За нивото на политичката борба дали може да биде на пониско ниво? Со претходното прашање може да кажам дека... Да, продолжете, ве слушаме. Слушајте сега, на претходното прашање. 30 години обвинителите немаат подигнато ниедно обвинение против политичките партии. Сметам дека и наредните 30 години, ако иде вака, нема шанси да се направи ред во обвинителството. Земете го како пример американскиот бивши председател Трамп. Што му направија во куќата? Кај нас, ако дојде такво нешто, без да има проблеми од политичките партии, ако се смени целиот ешалон обвинители и суди, да дојдат нови кои ќе бидат праведни и редовно да си ја вршат работата, мислам дека може да појдеме напред. А вака ништо. А политичките партии со своите соопштенија дали влијат врз гласачите? Дали се уште го имаме гледачот? Мислам да. Да, влијат. Вршат на секаков начин влијание врз гласачите, дали со некои работи кои 90 секунди од бројот таймер, однимавајте на времето, да не биде дека ние ве исклучуваме и секако благодарам и вам за интеракцијата со нас. А сега ќе одиме, еве, како инспирација на она што ни го кажа како став гледачот, ќе одиме повторно на Твитер, каде што Архимед, еве сега ќе може наскоро и да видите, вели:
Би сакал ВМРО и СДСМ да си предложат свој специјален обвинител, па во следната политичка кампања да си кажат јавно: нашиот обвинител стрпа во затвор на 20 години, 20 функционери од нивните со продажба на имот се вратени XX пари во буџетот. Како и да е, меѓу другото ве подсетувам дека на Facebook, ако веќе не сте по јавувањето, можете и таму да не заследите и да коментирате на црвена линија, потоа да не заследите задолжително на Instagram и да ни одговорите на анкетното денешно прашање дали обвинителството треба да почне да си ја работи работата. Да видиме што ќе ни каже новиот гледач во црвена линија. Добар ден. Што рече пред мене човекот, обвинителството треба да почне да си ја работи работата, меѓутоа кај нас со овие две политички партии во Европа, а и во светот скоро се најавува оган, да не речем војна, оган се најавува, а овие наши се караат, се вреѓаат, народот страда македонски, струја 10 пати поскапа, млеко нема, млекото го изведуваат за Косово, го даваат 1 евро таму, а кај нас евро и пол. Кој ги прави тие работи кај нас? Кој ги троши милионите од државната каса? Кој ја јаде маката на народот? Кој не дава данок ништо, не плаќа струја никаква, а ги користи сите благодети? Како општините добија пари за помирување на сметките, а тие си купуваат коли? Значи, кај нас ние, еве сега, еден ќе каже да ги брани овие, друг ќе каже да ги брани оние. Срамота е повеќе да браниме македонска партија. Срамота е пошто овие што се кажуваат македонски партии, нити се СДС комунисти, нити се ДПМН ВМРО-вци. Ова е срамота да не се води ред за народ, за децата, за училиштата, за буквално за ништо да не се води ред. За навреме да се снабди со дрва, со мазут, со газ, со нафта, се што треба, со струја да се договорат навреме договори да се направат. Да се направат навреме централи, дали пото централи или на било каков начин. Кај нас само се трошат милионите. Благодарам многу. Внимавајте на тајмерот, истекоа 90 секунди. Сега е време малку да ве одмориме со реклами, одиме со резултатите од денешната анкета. Повторно со црвена линија, време е да ги соопштиме и резултатите од денешната анкета, објавена на Инстаграм. Прашањето беше дали обвинителството треба да почне да си ја работи работата. Со 75% одговорија да, а 25% одговорија со не. Заследете на Инстаграм, утре повторно нови предизвици и нова тема и се разбира, сега ве оставам на програмата на Телма телевизија, а јас и вие се гледаме во нашето стандардно време. Довидување.